граѓански активист долго години, сега преседател на НРЦ од Куманово. Значи, дали и како ја приметувате дискриминацијата од ваш аспект, во ваш контекст? Дискриминација. Болест, нетрпеливост, разочараност, демотивација. Значи, а од друга страна може да биде комплетно контраефект да направи таква една енергија кај човекот, за да може човекот навистина да започне сами од себе да почне да чита, да се едуцира и да каже чекај, што ова значи? Шетајќи ни светот, борејќи се за правата на ромите низ Европа, јас успеав и се видов со Джеси Џексон. Джеси Џексон на таа средба кога се видовме, ми кажа, дете, бе многу помлад, тоа што го сакаш, тоа што го сонуваш, или тоа што ти е правото, едно запамти, никој нема да ти го даде. Ти мораш да достигнеш и два пати да бидеш подобар од тие што се до тебе. Бидејќи долго време работите, значи комуницирате секојдневно со многу луѓе, значи посебно луѓе кои што се предмет на дискриминација, бидејќи знам дека целта за која што и работите е тие ранливи маргинализирани групи. Како ги приметувате во практика тие случаеви и како истото влијае врз тој човек што е дискриминиран, еве под наводници да го наречеме малиот човек, како што го нарекуваат? Видите вака, ние некогаш личиме на ординација. Луѓето доаде јаат кај нас и си ги кажуваат маките. Ние ги слушаме нивните маки. Ама нивните маки се толку големи, верувате, што почнувајќи од тоа дека не може да се запишат во блиското училиште, бијќи таму имало деца и не може да го направат ромско училиште, тоа училиште, во одредени насови. Од друга страна, не може да се евидентираат во матични книги, бидејќи нивните родители се криви што во тоа време живееле еден во Босна, другиот во Србија, па сега треба да донесуваат документи, а они не знаат ни самите каде, кога, кое време, дали за време на жетва се родиле, па да се регистрираат. Значи, XXX на административни процеси, додека за некои луѓе има повештачки пат, со добри финанси, се регистрирале, добиле државјанство и така. Но меѓутоа, тоа е период кој измина. Денеска дискриминацијата, ова што го кажувате, таа во едно време беше присутна само на ниво богати и сиромаси. Но меѓутоа, таа денеска се повеќе е присутна од некој вештачки аспект, како творевина на луѓе кои сакаат да вечити, значи на одредени позиции, и луѓе кои едноставно не знаејќи, бијќи толку им е капацитетот во главата, бијќи дискриминацијата е еден вид на чип. Ако тој се вроди во главата, вие не можете да го елиминирате, бијќи дискриминацијата со тек на времето расте во расизам. Значи, сметам дека дискриминацијата многу често се врши како резултат, јас милувам да го наречам, на ниско профилиран правен систем кој што постои во нашата држава. Често пати нискиот степен на едукација и на стручност и професионалност од институциите придонесува луѓето да бидат дискриминирани. Ние адвокатите директно учествуваме во процесот и обидот да ги натераме на некој начин институциите да постапуваат и да не ги дискриминираат овие луѓе. Така, значи, дали е таа дискриминација правена со намера или без намера, сепак постои. Ние ја регистрираме и ние реагираме на тоа. Јас можам да наведам еден многу позитивен резултат, кој што сега, например, се случува тековно. Институциите, благодарение на ваквите постапувања, кои што се, да не речам, директно подгурнати со проектот со кој што работиме, значи почнаа да работат.
Значи, на некој начин, стихина едукација на тие институции се врши за нивна професионализација и стручност во работењето. Со самото тоа што се обидуваме ние да ги заштитиме луѓето и ги учиме институциите во нивната работа, и тоа е резултат, значи, што се случува денеска. Дали се согласувате со мене? Потполно се согласувам. Всушност, ние имаме премногу бариери. А тие бариери се причина што правата не можеме да ги реализираме иако ги имаме на хартија. Зошто? Едноставно што начинот, пристапот на луѓето кои ја представуваат институцијата, всушност е нехуман. Нема сослушување. Ве слушам вас како многу дури, како кажам, не само струшно, повеќе од струшно. Значи, давате напори тоа на многу поедноставен начин да ме прашате и да дискутираме за оваа појава. Додека, ако отиде еден сиромашен граѓанин, јас во овој случај велам Ром, отиде и во една институција и го побаре своето право. Дури на вратата штом ќе се појави и ќе го видат кој е, ќе му кажа затвори врата. Значи, ние немаме однос, немаме хуман гест. Иако владата се труди, мислам, луѓето се трудат кои се на одредена власт. Или ќе ви кажам еден пример. Ова сето што го зборуваме, додека не постои буџет во државата, сериозен, за решавање на проблематиката, не може да се реши проблемот. Еве ќе појдам од евиденција во матична книга на родени, на деца без ништо. Така би ги нарекол. Значи, луѓе кои не постојат, тука ни се, секојдневно ги гледаме и правиме прилози, зборуваме, но меѓутоа, зошто? Па, чини еден документ да се извади, за да се види потеклото на родителот и мајката, чини. Впрочем, и знаеме колку изнесува буџетот за бесплатна правна помош, што е смешно, нели? И сега зборуваме за решавање на нешто, а немаме буџет. Нема механизми. Значи, сакаме да направиме убав цртеж, а немаме четка за боење. Ова е исло, или па, кажуваме на некој човек, за жал, нема да ме сватат погрешно, му велиме, тоа исто сега за ромите, иди оствари си го правото, ама ромот е слеп, не гледа. А вие му велите, абе гледај, ама што да гледа кога човекот е слеп? Во овој момент, за да нешто се оствари, треба да е видливо, да имаме буџет, да постои волја, значи волја, и законот да се применува. А од друга страна, мораме стручни лица да ангажираме. А во овој случај тоа сте вие, адвокатите. Мора да ве ангажираме. Не може секој човек да се чувствува дека тој може да го реши проблемот низ лавиринтите на законот. Во неколку наврати заеднички сме споменали една работа, значи остварено право е навремено остварено право. Така, што кога ќе го оствариш ти после 10 години едно право. Вака сега, сакав да заокружиме со една многу битна работа посебно за проектот. Значи, мојата работа како адвокат директно вклучен во проектот, значи јас лично можам да приметам неколку главни елементи кога ромските деца или ромите воопшто се дискриминирани. Значи, образованието, како еден многу битен сегмент каде што ромското дете е дискриминирано. Понатаму, значи, регистрацијата, што е еден голем проблем, една голема болна тема, нема дури ни правна пракса во управата за матична евиденција, каде што не знаат како да постапат, еднаш едно кажуваат, еднаш друго кажуваат. Значи, таму имаме сериозен проблем, кога луѓето се невидливи практично во системот. И исто така, голем проблем што лично имам регистрирано е по однос на сегрегацијата. Значи, може би тоа е еден најневидлив дискриминаторски проблем што се случува, посебно во образованието, каде што децата, ромчиња, воопшто ромите се изолирани, значи се сегрегирани од цела ситуација. Дали вие, значи, нели, може да ме надополните и со некои други моменти, елементи и заклучоци каде дискриминацијата е најсилно изразена, а пред се опфатена со проектот, што проектот заклучи од се тоа?
Вака нивото на целокупното човечко разбирање помеѓу нас и волјата да комуницираме и да најдеме решение е всушност вистинскиот лек да се надмине актуелната ситуација. Правно не сакаме ништо без правна регулатива да се решава, меѓутоа кога има една одлука која владата ја донесе и помина повеќе од 8 месеци, мислам, и се уште немаме во практика ни еден предмет дека е решен, тогаш на вистина е прашање каде е проблемот? Проблемот беше дека ги немаат податоците. Ги собравме. Направивме мапирање низ градовите. Луѓето се регистрираа. Беа тимовите од страна на матичните. Дали може би законодавството е проблем? Па не е законодавството проблем. Луѓето кои ја водат одговорноста на тие позиции. Значи лошо се применуваат закони. Па не само што лошо се применуваат, туку не сакаат да се доедуцираат, мислам, од една страна и од друга страна не знам зошто, ама уште постои селективна дискриминација. А таа селективна дискриминација е некогаш прикриена. Не сакаме да признаеме дека постои. Таа постои, видлива е со бројки и показатели. Во секој случај се согласувам со вас и сметам дека дискриминацијата, причинителот за дискриминација е најповеќе изразен. Тоа го идентификувавме. По однос на институциите нивното постапување. Меѓутоа сметам дека и законската регулатива се уште во процес на хармонизација со европското право, пред се значи со бројни меѓународни документи од Совет на Европа, Обединети нации така натаму, значи се уште тој процес се случува кај нас и сметам дека се уште не е до крај завршен. Многу ми е мило што значи во нашата држава постои специјален закон за дискриминацијата, тоа ми е многу мило, меѓутоа мислам дека тој закон се уште не е влезен во примена каква што треба да биде и да носи резултати какви што треба да носи, така да сметам дека ова ви го зборувам чисто значи од пракса и од примена, значи како сум се обидувал да ги применувам правните норми низ предметите. И токму заради тоа сметам дека и таа е и моја порака, се надевам и ваша, дека и државата треба да поработи на законодавството, а нормално институциите и таа политичка одговорност и друга одговорност која што ја споменавте е исто така многу битна.